Наместо работа, Бочварски на Штипјани вчера им презентираше желба за проекти и отсуство на искуство за нивна реализација. Ова денес го кажаа на пресконференција од ВМРО ДПМНЕ, како одговор на вчерашниот отчет на градоначалникот на Штип. Градоначалникот Бочварски, кога зборува за проекти, мисли на оние кои беа веќе почнати од неговиот претходник. Кога кажува за реализација на неговите идеи, мисли на иницијатива, а не на конкретни чекори. Според ВМРО ДПМНЕ, во првите 100 дена од мандатот на Бочварски, граѓаните видоа 100 дена тапкање во место. 100 дена поминати во ветувања како ова или она ќе се направи во идно време. 100 дена во кои граѓаните алармираа за неиспразните контейнери, нечисти улици и недостаток на вода. 100 дена во кои се направи 50% помалку од ветеното намалување на водата. 100 дена во кои стотици наши граѓани останаа без леп со прекинување или непродолжување на договорите за работа. 100 дена во кои основен критериум за вработување, избирање на членови во управен или надзорен одбор во јавните предпријатија, основните и средните училишта е партиската припадност. На пресод на ВМРО ДПМНЕ од кабинетот на Бочварски одговорија со писмена реакција, оценувајќи го пресод како обид за деструкција, блокади и ширење лажни вести. Намалена е цената на водата за пиење, обезбедени се средства за нова детска градинка за допроектирање на брана на река Отиња. Се преземени бројни инфраструктурни потфати за зголемување на квалитетот на инфраструктурата на цела територија на општина Штип. Новата локална самоуправа има слух за сите граѓани, во училиштата има бројни новини, а секојдневно се работи на нови проекти. Тоа е само мал дел од постигнувањата на новата локална власт изминатите 100 дена. Очајната финансиска состојба, наследена од претходната неодговорна власт, е стабилизирана во изминатите 100 дена, а на сметката на општина Штип има околу 20 милиони денари, и тоа после исплатени плати за вработените. Недомакинските и непродуктивни трошења во сите институции се укинати. Работиме домакински, транспарентно и одговорно во интерес на граѓаните. Стои во реакцијата од кабинетот.